Добар ден, почитувани гледачи. Денес политиката ја ставаме под лупа. Ве водиме со разговорот во парламентот, односно во Собранието на Република Македонија, а во тоа ќе ми помогне господинот Томислав Тунтев, пратеник и председател на Општинската организација на СДСМ. После 2 години, добре дојде повторно во лупа. Добре ве најдов, секогаш ми е задоволство да сум гостин во вашата емисија и посебно во оваа телевизиска куќа која се ја сметам и за моја матична. И дозволете ми на почетокот на овој разговор да им го честитам денешниот празник на сите ценети гледачи граѓани на нашиот град од исламска вероисповест. Нека е среќен и долговечен Курбан Бајрам, Бајрам Шериф Мубарек Олсун, Газуар Фестен е Курбан Бајрамит. Се надевам дека добро изговорив. И за многодини нека е и охриѓани викаат само за убо. Па и јас ќе се приклучам и нашата телевизиска куќа кон честитките. Ние го честитаме овој празник на сите оние кои што денес го слават, кои што се од муслиманската вероисповед и секако за добро и за убаво. И оваа емисија има таква цел и таква намера, а и разговоров што ќе го водиме, се надевам дека така ќе биде сватен и прифатен. Сега веќе речиси 2 месеци сте во парламентарните, нема да речам клупи, бидејќи се така едни удобни фотели. И какво е чувството да сте таму? Па дека се удобни многу и не се удобни. Така изгледаат. Можда така изгледаат, малку се ниски, не се за вака поробусни конституции како мојава. Меѓутоа, шегата настрана, да се биде во тие клупи е на вистина голема одговорност. И без оглед какво мислење владее во јавноста, она што еден пратеник треба да го представува и да го работи таму е на вистина одговорно, или барем така би требало да биде. И моите први впечатоци се дека тоа е работа како и секоја работа, и ако и се посветиш професионално, ако ги почитува сите критериуми за достојно и професионално работење и извршување на работните задачи, тогаш мислам дека е голема чест да се биде пратеник во едно државно парламентарно здание и да се учествува всушност во творењето, во донесувањето на закони кои, сакале или не, ги определуваат нашите судбини и активностите на сите граѓани во Република Македонија. Така. Веќе 3 седници се зад вас, 3 пленарни седници, а сте учествували на повеќе комисии каде што сте земали избор, сте дискутирале. Еве вака од внатре да ја доловиме каква е атмосферата и работната атмосфера. Значи амбиентот го гледаме од прилика каков е преку телевизиските екрани, но каква е работната атмосфера и дали ги исполни вашите очекувања ова пратеничко место? Првиот впечаток кога за прв пат влегов во салата, број 1, главната сала, каде што се одржуваат пленарните седници, беше дека салата поголема изгледа на телевизија отколку што е на вистина. Значи, таму сте блиску до колегите, не е тоа така големо и грандиозно како што изгледа на телевизискиот пренос. Меѓутоа, суштината не е во тоа. Суштината е дека парламентарната функција, односно функциите кои треба да ги има еден пратеник, и по теорија и во практика, се тројни. Значи, пратеникот има застапничка функција, има контролна функција и има законодавна функција. Во овој момент, парламентарното мнозинство ги има заборавено и контролната функција и застапничката функција. Значи, прво и основно е пратеникот да ги застапува интересите на бирачите, односно на граѓаните од каде што доаѓа, и тоа е логиката зошто има пратеници од сите краишта на Република Македонија, дури и од диаспората. Второ е да е контролна функција врз работата на владата, значи собранието ја контролира работата на владата, има контролни механизми, меѓутоа тоа е сосема заборавено. Напротив, владата е таа која што ги контролира членовите на парламентарното мнозинство и која што им наложува ова ќе го донесете, она ќе го донесете. Вие замислите, 120 пратеници чекаат 45-50 минути премиерот и владата да дојдат, членовите на владата да дојдат, да им поставиме пратенички прашања. Треба да е обратно. Треба
премиерот и министрите да се таму нацртани точно во 11 и да чекаат пратениците да се соберат и да почне седницата. А она што е законодавната функција, значи тоа е донесување на закони, меѓутоа и тоа е толку извулгаризирано, толку сега сведено на само едно механичко гласање без читање, без разбирање на суштината, и во една таква атмосфера каде што се заборавени основните функции на пратеникот, од моментот кога се создадува услови ние како опозиција да влеземе во парламентарните клупи, веќе полека се чувствува барем една размрданост, барем едно покренување на работите кон нормализација на односите меѓу другото и во парламентот и кон приближување кон она што секој пратеник и по својата функција и по својата вокација би требало да го работи. Инаку тоа се сите нормални луѓе и знаете што е една голема вистина. Парламентот е слика на народот. Каков народ, таков парламент. Со таа ограда што овој состав на парламентот воопшто не ја осликува слободната волја на граѓаните, затоа што е резултат на едни нефер, нелегални, фалсификувани избори кои се одржаа минатата година. Сега тоа така такав што, тука малку ќе ви влезам во. И во тој дел ние како опозиција овој пат не влеговме да ја играме улогата на нормални пратеници кои треба да истургаат еден нормален 4-годишен мандат, туку влеговме во ситуација заради исполнување на условите на договорот од Пржино, значи од 2 јуни и протоколот од 15 јули, затоа што со подпишување на договорот се создадува услови да почнат да се нормализираат односите. И нашето влегување е само и исклучиво во насока да се обезбедат услови за спроведување на фери демократски избори, први такви после 5-6 години, а од друга страна да го искористиме нашето присуство тука, да ги доставиме критиките кон власта, за да почнат да се коригираат во своето, охриѓани викат, безинсав владење, она кое во последните неколку години е реалност за жал во Република Македонија. Самиот рековте дека парламентот не функционира онака како што би требало да функционира и не се застапени трите функции кои што се примарни, туку најмногу е она законодавната и таа се применува и сведоци сме на тоа, се носат голем број закони во еден ден. Зошто оставивте таков простор за да дојде до сето тоа? Можеби ако опозицијата уште пред година и половина влезеше во парламент и ја биеше битката од натре, не ќе дојдевме до ова дередже. За да ви одговорам на ова прашање, мало треба вака по една генеза да се вратам на настаните кои се случија. Вие знаете дека се сеќавате дека во 5 до 19 часот пред завршување на изборниот процес на 27 април 2014 година, нашиот, значи претседателот на Социјалдемократскиот сојуз излезе и рече дека опозицијата не ги признава изборните резултати какви и да бидат, затоа што има докази дека се работи за нефер, нелегални, нелегитимни и фалсификувани избори. Значи, од тој момент започна макотрпната борба за докажување дека е тоа така. Сега, ако влезевме во парламентот тогаш, а не ги признаваме резултатите, ние само ќе станевме дел од еден расипан трул систем и ќе станевме дел од она што не е добро, што е зло и што треба да се трансформира што поскоро. Значи, не е битно дали вие ќе гласате против некој закон, како опозиција. Не е битно дали ќе се спротивставите, па со тоа ќе предизвикате одредени чувства кај широкиот аудиториум или кај граѓаните. Битното е да сте сигурни дека и опозиција и позиција дека сте дел од еден систем кој е втемелен на фер, демократски, слободни избори. Зошто сега сте убедени дека ќе биде така? На слободно изразената волја на граѓаните. Тоа беше причината што не влеговме во парламентот. И сега го знаете основното правило, ако не влезете во парламент, треба да имате 100.000 луѓе пред парламент за да изразите дека оправдано ви е незадоволството и оправдано ви е невлегувањето во парламент. На 17 мај оваа година опозицијата
изваде 100.000 луѓе пред парламент и повеќе, додуше пред влада, меѓутоа тоа е истото и покажа дека демократската јавност во Република Македонија не се слага со политиките на сега ќе зборуваме влада, значи само за завршам. тоа. И сето тоа започна со една позитивна енергија на прогресивни сили, поттикнати од студентите, од средношколците, од наставниците, па формирање на пленуми. Значи СДСМ стана дел од едно широко граѓанско движење кое ги изрази незадоволствата, огромните незадоволства од актуелните политики. Па како да бидете дел од еден систем кој не се заснива врз фер демократски слободни избори, кој не се заснива од основното почитување на волјата на граѓаните, човечките права и слободи, и затоа одбивме да бидиме дел од еден таков систем, и во оној момент кога се создадоа услови тој систем веќе да се трансформира, значи од корен да се менува, тогаш и ние станавме дел од парламентот. Зошто чекавте година и половина за да дојде до тој критичен 17 мај, или пресуден, или како и да, историски можеби ќе видиме? Значи, зошто ви беше потребно толку време? Зарем беа потребни бомбите кои што почна редоследно да се објавуваат, стигнавме до 38 за да дојдете до тој момент, или можеше и со други начини и по друг пат, значи да се постигне тоа, да се поведе на граѓанска маса? Големиот сенароден протест на 17 мај дојде точно една година по нашето одбивање да влеземе во парламентот. Пред тоа, значи претходно, по нашето прво ние се обидовме да ги вратиме мандатите. Тоа добро се сеќавате, знае јавноста. Но не беше Не прифатено. ни беше дозволено да ги вратиме мандатите, насила бевме прогласени како пратеници. И земавте пари за тоа. И бевте обвинувани. Точно, тоа е омилената, значи сега таму со колегите од ДПМН, слушам седевте дома, си земавте платичка, добро ви беше, и тоа е омилената узречица за да се искритикува нашата наводна неактивност. Па јас кога видов однив кој колку зборувал и кој колку амандмани дал и кој колку учествувал, она му 80% џабе одат и џабе ги земаат тие пари. Не е тоа основното е дека не беше испочитуван уставот и законите како наше право да се откажеме од мандатите. Значи нашите мандати насила беа верификувани и веднаш потоа ние дадовме оставка. Значи ние поднесовме оставка до Собранието на Република Македонија. Мене работодавач ми е Собранието на Република Македонија. Во име на работодавачот решенијата ги подпишува председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски. Значи, во нашата држава не можеш да земеш плата ако не ти дадат. Како тоа се зема плата? Земавте плата. Нас некој ни дава плата. Нас плата ни дава председателот на Собранието на Република Македонија. Значи, во оној момент кога председателот на Собранието на Република Македонија ќе одговара за кршење на уставот и законите на оваа држава, тогаш рековме ние ќе ги вратиме парите што ги зедовме. Значи, да ми беше мене прифатена оставката, јас ќе си се вратев на работното место од каде што дојдов и таму ќе си земав плата. Значи, таквото објаснување е чисто да се нас да не деградираат и дискредитираат како членови на парламентарната опозиција, ништо друго. Значи, нема никаква нити законска, нити уставна основа за тоа. Меѓутоа, влегувањето во парламентот е еден чин на низа настани што се случија почнувајќи од 1 февруар, да бидеме прецизни, кога премиерот се дрзна да излезе пред целата македонска јавност и да каже дека лидерот на опозицијата е обвинет за подготовка и изведување на воен удар. Пуч значи воен удар. Меѓутоа тоаш не беше воен удар, беше пуч, така и се нарече и целиот процес, нели? Па беа 5 обвинети, 4 притворени и така натаму и така натаму. Внимавајте, во нашево општество ненормалните работи толку ни станаа секојдневие, што веќе ништо не може да ни изненади од оваа власт. Зошто дозволивте да се случуваат ненормални работи во државата? Точно. Значи, јас од вие почетокот имате дел од велам, вината. не дел од вината, голема вина лежи на опозицијата. Затоа што во минатите 9 карактеризуваат како години млака опозиција, значи ќе се вратиме на тоа. Јас зошто сакам не да ви бевте кажам пожестоки во дека тие периоди? и Супермен, Спајдермен, Чак Норис, Айронмен и не знам кој да се соберат, 5 души не можат пуч да направат во една држава. Значи тоа е невозможно.
И кога тоа премиер ви го кажува дека 5 души подготвувале пуч, тоа е нонсенс, тоа е надвор од здравата логика. Меѓутоа, судството е поклопено, обвинителството е поклопено од власта, ние сите чувме низ проектот Вистината за Македонија, тие 38 бомби што ги спомнавте, како се местеле суди, како се донесуваат судски пресуди, како по телефон овај уапси го, онај осуди го, на овај одреди му затвор, овај пикни го и така натаму, значи тоа е еден во срж, во темел расипан систем на злоупотреба на власта, на злоупотреба на службените позиции, на злоупотреба на државните органи за остварување на собствени лични цели. Знаете што секогаш се прашувам? Во таков систем ако не беа бомбите, значи ако не дојдевте до тие материјали, што ќе се случуваше во државава? Ќе си цвета рози и понатаму? Ќе си цвета рози ако гледате Сител, Канал 5, Алфа и така натаму. Да, и денеска цветаат рози за луѓето што ги гледаат тие медиуми. Затоа што и медиумскиот мрак е и за проблем. вас цвета рози, можеби не цвета, но не покажувавте јавно дека нешто правите, дека нешто се случува на политичката сцена кај опозицијата. Одговорноста во опозицијата е точно лоцирана. Да имало здрава, јака опозиција, тогаш не можела власта да дојде до ваков степен на злоупотреба на државните институции и на целата држава воопшто. И зошто сега толку имате надеж дека нешто од корен ќе се смени? Затоа што работите почна да се менуваат кај нас во СДСМ. Затоа што СДСМ денеска не е само како политичка партија, не понесе енергијата што излезе од граѓанството, не понесе енергијата на студентите. Енергијата била тука, само требаше некој да разбуди. Не. Секогаш граѓаните имаат енергија, само требало некој да даде иницијална каписла. Не, во онај момент кога почнаа да се вршат притисоци, да се донесуваат закони за ограничување на човечките слободи. Пазите, се донесе закон за екстерно оценување. Насекаде во светот екстерната евалуација служи за да се согледаат недостатоците во образовниот систем и да се поправат. Кај нас екстерното оценување служи за казнување на наставниците и за закана пред бркање од работа. Значи, гласај за мене ако не сакаш да ти избркам од работа. Закон за здравството, закон за високото образование, па вие се сеќавате во законот за високото образование што беше предвидено. Но и сега додека сте вие таму, парламентарец може да се донесат некои вакви слични закони. Ама видите сега, државата од моментот кога почна да ги мести изборите и кога почна да си ги злоупотребува сите државни институции, веќе нема невозможно за тие од врхушката на власта, се им е дозволено. И тие се забораваат. Зошто мислите дека изборите што се најавени за некаде околу 24 април, можеби веќе и прецизиране датумот, нема да бидат наместени? Затоа што сите овие работи, почнувајќи од на кого се подпирате, значи кој ја дава таа сигурност? Се подпираме врз граѓаните на Република Македонија превасходно, затоа што ви реков СДСМ сега е дел од Сенародното движење Граѓаните за Македонија. 83 невладени организации се беа дел од Сенародното движење и во кампот на Слободата и на митингот во големиот сенароден митинг на 17 мај во Скопје и соработката со невладините организации и таа една позитивна прогресивна енергија што излезе и од средношколците, и од студентите, и од наставниците, и од професорите, тоа најмногу ни дава за право дека сега СДСМ не е СДСМ контра ДПМН. Сега граѓанството, вклучувајќи го како составен дел и СДСМ, е дел од едно огромно прогресивно движење кој си ги бара слободите и демократијата назад. Знаете што, значи кога почна господин Озаев да ги објавува бомбите, во Македонија се создаде една таква еуфорија кај граѓанството, со нетрпение чека да слушнат што е наредно. Значи што ќе биде обелоденето. И навистина постоеше таква една енергија, значи една прогресивна за нешто да се промени и така натаму. Како што одминува бомбите, енергијата се намалуваше. Значи таа еуфорија спласнуваше. Дали не мислите дека премногу време дадовте и изгубивте и дека таа првична еуфорија што ги зафати граѓаните на Републикава веќе е спласната и како да се подзабораваат работите? До напролет сеќавањата многу и ќе изгледат. Напротив. Значи, објавувањето на бомбите, односно нелегално прислушуваните и снимани разговори, придонесоја
до ова што се случи. Потпишување на договорот во Пржино на 2 јуни, протоколот на 15 јули, создавање услови за фери демократски избори и инволвирање не само на домашната прогресивна јавност, туку и на меѓународната јавност, меѓународниот фактор во решавањето на проблемите. Ево, јас ќе ве прашам, вие сте премиер. Се е чисто, се е добро, тврдите дека немало никакви незаконски дејанија, би седнале да преговарате? Јас не би седнал. Не можам да ви кажам, не сум премиер. Јас не сум премиер, меѓутоа од аспект на човек јас не би седнал да преговарам ако сум сигурен дека се е како што треба. Не е како што треба, труло е, расипано е и треба да се менува. Во бомбите, ако се сеќавате во моментот кога започнаа, ако сега малку јавноста помисли каква беше атмосферата тогаш, можеше некој да каже лош збор против владата, против премиерот, против да го спомне името на Сашо Мијалков како директор на УБК, да отворено на улица да се дискутира за проблеми кои ги тиштат граѓаните или на Фејсбук да напишете нешто критички за градоначалниците од ДПМН или значи јас вака велам, ништо да не седеше од сега па натаму, најголемата добит е тоа што било која влада да победи, да дојде после наредните избори, никогаш нема да владее расипано и труло како што владееше ова влада. Тоа веќе народот не го дозволува. Тоа го чувме и бомбите всушност доведоа до ова. Бомбите, Слободарскиот камп, соработката со невладините организации, за Слободарскиот камп. Воопшто не е изгубено времето, бомбите ги опозицијата ги пласираше по една стратешка линија за да може народот да ги восприеми. Вие се сеќавате на изборите меѓу двата круга, аферата за Македонска банка или аферата за Актор. Па за тоа цела влада паѓа во нормална држава. Ама овдека помина, не гледам, не слушам и не ми е гајле. Значи до тој степен народот во овие 9 години е осиромашен и тргнат настрана од случувањата што веќе немаше шанса ништо да го изненади или да восприеми како информација, доколку така не беа сервирани со кулминација една по една, па време измеѓу, за да може, пазите, ние осознавме во каква држава сме живееле, како ни ги краеле судбините. Рече, токма ете на тоа место кога седеше во мојата емисија, рече дека уште после третата бомба е сигурен дека Груевски ќе си даде оставка, но тоа не се случи. Господин Озаев рече дека во нормална држава, после третата бомба, и премиерот и цела влада треба да дадат оставки. Во Хрватска имаше една министерка која требаше да оди на службен пат. Значи државата ја прават граѓаните, така рековме. Значи сите ние. Државата каква се ни е граѓаните, државата, меѓутоа и од нас зависи. Начинот на владење на мнозинството, односно на власта, прави последиците да бидат тешки. Што сакам да кажам? Со поклапување на државните институции, кога го контролирате судството, па пазите, по устав нас судството ни е независно. Кога ја контролирате полицијата, кога ги контролирате обвинителството, пазите, јавниот обвинител е продолжена рака. Чувме сите како кого да обвини, против кого да покрене обвинење, против кого да не покрене, од желбите на неколку души во врхушката. Значи, јас не зборувам за ВМРО ДПМНЕ како политичка партија и коалициони партнери, зборувам за врхушката на власта која ги злоупотребила институциите за да дојде до лични цели, за да оствари лични интереси. Значи, јас за тоа зборувам. Министерка во Хрватска зела 2.500 евра за службен пат, што иследувале, во меѓувреме се откажал службениот пат. Значи, се откажал службениот пат и таа ги вратила парите, ма не наеднаш. Ги враќала на раци. Некој новинар открил, оставка си даде. Министер во Словенија за плагијат на магистерска оставка си даде. Тоа се толку ефемерни работи. Знаете зошто? Пазите, министер дава оставка во нормална држава ако некој директор во негов ресор направи грешка или направи финансиска дубара, па министерот чувствува одговорност. Знаете што, ако опозицијата даде простор, значи да се прави што сака, ќе се прави што сака. Таа треба да биде оној коректор
на власта. Се сложивме да околу тоа, Да, се значи сложивме. се сложивме, Голем дел од па и ови одговорноста примери што ги лежи на покажувате, во Хрватска опозицијата. имаме јака опозиција, затоа е тоа така, таа министерка си поднесла оставка. Кај нас може Не. да поминат можеби такви работи. Во Хрватска свеста кај граѓаните е на толку високо ниво што политичарите се плашат од граѓаните. И тоа е така во секоја нормална А демократска зошто, држава. зошто е свеста на тоа ниво? Исти луѓе сме и овде и таму. Не, туку власта овде кај донесе закони со кои ќе им се заканува, со кои ќе ги оценува граѓаните. Власта воведе инструмент на субвенции за да купува, корумпира гласачи. Власта воведе закони не за да го подобри животот на граѓаните, туку за да ги стегне, за да ги притисне, за да може да искамчи гласови. Власта штампаше, печатеше фалсификат лични карти и пасоши за да го зголеми бројот на гласачи. Умрени гласаа. 500. Јас ви тврдам дека Македонија ниво сон не може да има 1.700.000 избирачи. Тоа е нонсенс според она што се случува со наталитетот сега кај еден нас. од вашите предуслови, значи од договорот во Пржино е да се прочисти избирачкиот список. Така. Мислите ли дека тоа е навистина реално е остварливо? Реално е. Може и тоа за овој краток период да се направи? Може, реално е остварливо е затоа што разговорите на работните групи сега одат кон две насоки, и активна регистрација на гласачите и од врата на врата, затоа што првиот систем, првиот дел би бил од врата на врата. Тоа е слично на пописот, само што немате таму 20-30 прашања, туку дали вие живеете тука. Па да видиме тие 50 човечиња од Пустец, дали ќе ги најдеме сега во станот 20 квадрати. Нема да ги најдеме. И тие веднаш ќе се настрана од избирачкиот список. Дали умрените ќе ги најдеме во станот. Дали еден човек со 5 лични карти ќе го најдеме. А после тоа, затоа што секој може да е отсутен во еден одреден период кога ќе се врши таа проверка, ќе постои активна регистрација. Јас се надевам дека овој модел ќе биде, затоа што колку што читам е најприфатлив. Со активната регистрација ќе има 2 или 3 месеци секој да дојде во подрачното Министерство за правда да се пријави дека сака да си го оствари своето право на глас. Значи ќе се регистрира како гласач. Отисокот на прст ќе биде единствениот критериум за еден човек, еден глас, и во тој случај, па дури оптимистички би било да се рече дека 1.200.000 гласачи би имала Република Македонија. Значи, 500.000 гласови им беа дадени на располагање на оваа власт да манипулира, за да штанца гласови и за да добива избори. Па, замислите, имаше изборни резултати 708 напрема 0 во некои села во Западна Македонија. Значи, тоа и во времето на Енвер Роджа имало по 1-2 таму за така наречената опозиција. Зошто воопшто прифаќавте при вакви услови да одите на избори? Значи, воопшто зошто излегувавте на избори? За да докажеме. Значи, овие затоа што работи, велате, ако опозицијата... победеше СДСМ, тогаш немаше воопшто ништо да им пречи. А немаше сега... да победи СДСМ. СДСМ знаеше дека не може да победи. СДСМ, ако не излезеше на изборите минатата година, немаше да има никакво право да го направи ова што го направи сега. Немаше да има докази. Сакате немаше да кажете дека ова беше смислено однапред? Значи, знаевте за ова се што ќе се случуваше? Доказите и опозицијата ги имаше однапред, доказите не за доказите, значи за бомбите, за... Значи, сето тоа однапред го знаевте уште пред да се одржат изборите? Сето тоа како податок, како докази, не само што го имавме од пред 2014 април, уште од 2011 па 2013 и така натаму. Меѓутоа тогаш со добра волја и со намера и со некоја наивност веројатно на опозицијата дека ваква власт може сама да се промени, се сеќавате вие пред локалните избори 2013 година исто се донесе некој договор, па после беше прогласен за Палома Хартија после бркањето на опозицијата на тој црн понеделник на 24 декември и се донесе договор кој не се почитуваше. Пред изборите се промена изборните закони, меѓутоа апсолутно не се почитуваа. Зошто? Затоа што опозицијата наивно се надеваше дека власта ќе се држи до договореното. Како ви е дозволена наивност? Значи во политиката наивност?
Ова наивно, од оваа дистанца ви го кажувам, наивно. Сега изгледа наивно. Сега изгледа, тогаш е тогаш добра мислите волја, дека е тогаш поред. е надеж дека можеби ќе се свеста, затоа што внимавајте, не се работи само за интерес на едните или на другите. Се работи за интерес на граѓаните на Република Македонија. Се работи за сечи интерес. Имате луѓе што не се членови на политички партии, имате луѓе интелектуалци, имате луѓе што воопшто не ги интересира политиката. Па зошто нив да им биде ускратено правото да живеат во нормална држава, да одат на нормални активности и кога ќе дојде денот на изборите, да одат да си заокружат, пред тоа да гледате дебата. Сте виделе дебата во последниве 9 години да се спротистават мислењата на двајцата кандидати, например, за премиер или двајцата лидери на некоја партија, или ево во вашава куќа. Сте виделе дебата Во помеѓу... нашава куќа многу пати сакавме да организираме дебата, но не успеавме. Значи, јас знам дека сакавте. Да, значи, и ние како опозиција... Ние имавме волја во нашата куќа. Точно, волја и јас тоа го потенцирам насекаде. Локалните медиуми мислам дека се спасот за демократијата и слободарската мисла и прогресивната мисла во Република Македонија. Националните медиуми се купени и тоа го чувме. Ке зборуваме за медиумите, но морам 3 пати веќе ми сугерира дека е време за реклами, не смеам да го пробивам повеќе терминот. Малку ќе ве одморам, потоа одиме понатаму со разговорот. Сите плаќаат исто, но некои добиваат повеќе. Ultra Diesel PowerJet на Макпетрол. Разликата е во квалитетот. Сега со нови поволности за корисниците на картичките Верна. Само на бензинските на Макпетрол. Хотел Тино, сместен во идиличниот пејсаж на населбата Свети Стефан, хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Опремен по највисоки стандарди, хотелот располага со спа центар, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште, фитнес центар, сала за состаноци. Совршен избор за вашиот одмор и уживање за сите сетила. Ресторанот и летната тераса со капацитет од 250 гости погодни за организирање на секаков вид на прослави и забави, возбудливи кулинарски доживувања, приготвено со љубов и свежи состојки, доставено со љубезност. Хотел Тино, Свети Стефан. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Регионална телевизија ТВМ. Следете не преку вашите провайдери Инфел и Алтрасат 2000 во Охрид и Cable Call и Cable Net во Струга, а не има и на Max TV. Господин Тунтев, толку од одморот. Продолжуваме, значи, пред охридската јавност и пошироката јавност сега со модерната технологија може ширум да сме гледани и во поширокиот регион. Зборувавме, значи, за еден само од условите на договорот од Пржино, тоа беше враќањето на опозицијата во парламентот, но малку да продискутираме и за другите сегменти. Еден од нив беше и назначување на специјален јавен обвинител. Веќе се знае кој ќе биде и кој треба да работи на овие случаи. Катица Јанева, значи,
што тоа име и презиме влева кај вас? Значи, со донесувањето на законот за специјално јавно обвинителство и со именувањето на специјалниот јавен обвинител се докажа дека договорот е веќе реалност. Значи, прво со нашето влегување на 1 септември, па на 15 септември, ова за специјалниот јавен обвинител, на 20 октомври следуваат министри, именување на нови министри во Министерството за внатрешни работи и во Министерството за труд и социјала од предложени од СДСМ, и заменици министри во Министерството за земјоделство, Министерството за финансии и во Министерството за администрација и информатичко општество. Потоа, при крајот на годината, господинот Груевски и владата ќе поднесат оставка пред собранието за да создадат услови на 15 јануар новата преодна влада да настапи и со својата програма која ќе биде насочена само кон спроведување на фер и демократски избори. Во точката 7 од протоколот од 15 јули, значи на договорот, стои дека сите потпишани страни со добра волја се согласни да придонесат со сите капацитети за спроведување на договорот и дека нема да вршат никакво попречување. Внимавајте, прв пат меѓународната заедница, охриѓани викат АПЛА, значи без дипломатски речник, навлезе во целосно, доследно и неодложно спроведување на сите точки од договорот и тоа нас ни влева надеж, односно сигурни сме дека договорот во целост ќе биде испочитуван. А што ако не биде? Ќе се вратиме на тоа, само ме прашавте за јавната обвинителка. Веднаш во јавноста почна, ко се слушна са бајлето името, наша ли е, нивна ли е, дали е од ВМРО, дали е од СДСМ, нам не ни треба да е наша. Нам ни треба авторитетна, самостојна, независна личност, со професионален бекграунд, со доволно стручно познавање, која ќе процесуира по словото на законот. Ништо повеќе, ништо помалку. Зошто би била наша? Па ние не се бориме незаконски или повторно неуставно да продолжиме. Јас ви реков, промените доаѓаат од себе. Ако знаете да се промените сами од себе и првите промени да ги направите со себе, тогаш можете да очекувате дека се околу вас ќе се промени. Дали Катица така Јанева е што таа Катица лично? Јанева како име и презиме мене лично воопшто ништо не ми значи, нити веројатно на поголемиот дел од охридската јавност, меѓутоа добро е што беше предлог на двете најголеми спротивставени политички партии, и на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ. Добро е што беше прифатлива за меѓународната заедница и по она што од нејзиното CV можевме да прочитаме, јас сум сигурен дека ќе процесуира по словото на законот и дека ќе покаже всушност прв пат после толку години како треба да се однесува еден јавен обвинител, за разлика од овај, да речеме, актуелниот. Сега повторно, ќе повторам прашањето. Што ако не се случи се во ова како што е договорено? Значи, ова како што е договорено ќе се случи. Ево, јас ви тврдам дека ќе се случи, затоа што ниту власта, ниту опозицијата, ниту албанските партии немаат друг избор. Внимавајте, сега се работи за иднината на нашата држава. Не за тоа дали некој ќе се спаси, дали некој ќе се амнестира, дали нема таква работа. Тоа заврши. Тоа заврши. Значи, оној што се огрешил од законот, оној што вршил нелегални прислушувања над не знам колку таму стотици илјади луѓе, оној што ги злоупотребувал органите, службите, институциите на оваа држава, тој што ги изигрувал законот и уставот, тој мора да одговара. Мора да си сноси одговорност. И тука нема избор. Нема избор, дали знаете ли зошто? Затоа што сега Македонија е на еден нов почеток, на една пресвртница која ќе не дефинира дали имаме демократски капацитет, а сите тврдиме дека имаме, дали имаме државотворен капацитет, а сите тврдиме дека имаме, и дали знаеме да се носиме со демократија и со слобода. Го имаме тоа, македонскиот народ тоа го има, независно од етничката, верската, половата припадност, и дека само е
ова е процесот кој ќе ги отвори тие можности Македонија да се врати во нормален колосек, Инаку теоретски ова што го викате, ако една од подписниците како страна во договорот не се држи до договореното, тогаш тој што е гарант за договорот, значи граѓаните на Република Македонија, граѓанскиот сектор и меѓународната заедница имаат механизми тоа да го коригираат. Меѓутоа, ако и покрај тоа некој не се држи до договорот, тогаш опозицијата има план Б. Кој е тој? Кој е тој? Ево вака ќе ви кажам, па вие изведете заклучок. На 17 мај пред владата на Република Македонија се собра најброен народ досега во историјата, без оглед владините медиуми што кажуваат. Значи тие што беа таму, ние што бевме таму, сведоци сме за тоа. Јас сум бил на многу митинзи. Ниедна политичка партија, на ниеден митинг досега во историјата на Република Македонија не собрала онаков народ. Таму беше гордост и кејф да бидите. Толку млади, образовани, насмеани луѓе, толку прогресивен свет, онаква помош да ти дава вода затоа што беше топло, голема горештина беше. Сите секому да помагаат, значи онаква атмосфера не била. Значи имало енергија кај народот. Енергија огромна, јас не можам да ви објаснам. И то СДСМ беше само еден дел од таа енергија. Таму на говорницата се наредија, знаете, 13 дискутанти, само еден беше од политичка партија, лидерот на СДСМ Зоран Заев. Пред таа насобрана маса, со таа атмосфера, со таа набиена енергија, значи висеше во воздухот, Зоран Заев да повикаше да се влезе насилно во парламентот или во владата, луѓето ќе влезеа и немаше жива сила да ги сопре. Значи не постоеше жива сила да ги сопре. Сега до растрема да извлечам заклучок. Не, јас ќе ви приближам уште малку. Па веќе насетувам што ќе кажете. Значи, тоа ќе беше насилно спроведување на некоја политика, а СДСМ уште пред тој митинг рече дека одиме на ненасилно, демократско рушење на власт. И тоа го покажа и СДСМ и граѓанството дека имаме капацитет за демократски средства. Сега, ако се исцрпат сите демократски средства, и то внимавајте, тогаш лидерот на СДСМ вака рече, ниедна капка крв не вреди да се пролее за една ваква врхушка на власт која ги злоупотребила органите на оваа држава. Господине Тунтев, ако се пролее крв, значи ова пролет наместо минатата, тоа е исто. Значи не зборувам за тоа. Чим се одлучивме за ненасилно, ние продолжуваме дека нема да се испочитуваат точките од договорот. Сите демократски средства. Ако дојдеме до ситуација, значи тоа е невозможно во овај степен и во ова ниво на развој на работите, после се што се случи, покажавме дека постои демократски капацитет. Меѓутоа, ако е невозможно со сите расположливи демократски средства да се успее во намерата да се вратат демократијата и слободата, тогаш јасно е како режими се рушат. Јас сум цврст убеден дека до тоа ако дојдеше, ќе дојдеше минатата година. Тоа веќе е минато, се седна на маса, значи се направи договорот кој нема бегање и за мене приказната со Груевски и со ова врхушка на власт е завршена работа. Но некако впечаток во јавноста се добива дека премиерот многу не е засегнат, барем вака надворешно така делува. Постојано имаме кампањи, се движат меѓу народот, посетуваат села и градови, се стават камен темелници, се започнуваат нови проекти. Да, и на телефон, вака на отворен телефон се бараат служби и решимо го проблемот на Филан и Филан. 9 години не бил решен, сега со телефон премиерот му го решава проблем. Мислам на солиците. Впечатокот кај народот таков, дека не е Груевски исплашен од сево ова што се случува. Значи, впечатокот се прави... Кај дел од народот да се ограда? Така, сакам да ви кажам, впечатокот се прави врз основа на информациите што ги добивате.
Грото од народот информациите ги добива преку владините мегафони и режимските медиуми, кои се платени и купени од власта. А зошто вие не ги користите оние други медиуми кои што Ги не се користиме платени? увелико ги користиме. Ево, јас сум гостин во вашава телевизиска куќа, значи го користиме Значи има и такви демократскиот медиуми капацитет на кои ТВМ. што се уште се Има и реални телевизија и на национално балансираат. ниво, има и телевизија уште на национално ниво, сега да не ги спомнувам тука, меѓутоа не ќе ги спомнам, 24 вести, Телма и Алсатем. Тоа се медиумите на кои што Но не сте многу застапени. Внимавајте сега, не можете една крајност да замените со друга. Ние сме за нормализација на работите. Знаете што е нормализација? Она што Рајнхард Прибе го забележа во извештајот на високите експерти од Европската комисија кои беа ангажирани да ги идентифицираат проблемите во Македонија. Па тоа е наулкава тетрадка со недостатоци, мани и небулози што се случуваат во Македонија. Корумпирање на гласачи, криминални дејанија во власта, и то внимавајте, тоа излезе од нелегално сниманите и прислушувани разговори, значи од проектот Вистината за Македонија. Па поклопено судство, медиумски мрак, нема одвојување на државата од партијата. Ево, јас се прашувам во кое својство Никола Груевски сега оди низ села и градови и отвора кружни раскрсници, не знам, асфалтирани дупки, тениски игралишта и паркови. Во кое својство? Дали како председател на ВМРО ДПМН, па е во предизборна кампања, меѓутоа дали како премиер на Република Македонија, затоа Може би што со како службени двете. возила, не може како двете. Значи, тоа е недостатокот во Македонија. Нема одвоеност помеѓу партијата на власт и државата. Овде е се едно, се е партија. Се што се работи за интересите на А во кое партијата. својство господинот Заев оди како председател на СДСМ или Како председател на СДСМ го води караванот, еден од караваните кои низ селата и градовите на Република Македонија со која цел? ги Значи, собираат- веќе кампања водите? Точно, не, тоа не е кампања. Ние сега имаме средби со граѓаните за да ги чуеме проблемите, односно за да ги нотираме кои работи ги тиштат граѓаните на Република Македонија, за да влезат во платформата која, чи драфт е веќе завршен, тоа се вика платформа на СДСМ. Основата се програмските активности уште од изборите 2014 година, се сеќавате да ја вратиме средната класа, сите тие програмски активности што ги предвидовме тогаш, и таа платформа во месец ноември ќе прерасне во предизборна програма на СДСМ. Сега е фазата на средби со граѓаните за да се формира таа предизборна програма на еден тематски конгрес кој ќе се одржи крајот на октомври или почетокот на ноември, неколку дена ќе трае. Делегатите на конгресот, тоа се 748, тие ќе одлучат како ќе изгледа програмата изборна и тогаш од кога ќе е завршена изборната програма, тогаш ќе тргнеме во предизборна кампања, онака како што налагаат законите и онака всушност како што ќе се договорат работните групи, затоа што законите во делот од изборно законодавство ќе се менува. Тоа е едно од условите на договорот. Значи, тие закони ќе се менуваат, онака како што ќе бидат донесени од страна на собранието, СДСМ ќе ги почитува и во предизборна кампања ќе ги представува сопствените програмски решенија. Значи, сега господинот Зоран Заев во својство на лидер на опозиција, заедно со своите соработници, има средби со граѓаните за да ги чуе проблемите, за да ги црпи од нивните искуства работите што треба да влезат во изборната програма на СДСМ. И на крајот од денот или на крајот од емисијава, што ако немаме фер и демократски избори? Значи, после неколку години, јас велам од 2011. Значи, ако вие повторно ги оцените ние како ќе нефер и имаме недемократски. фер и демократски избори, затоа што се договоривме прв пат со сите критериуми и со поддршка на граѓанскиот сектор и со поддршка на сите таргет групи во нашето општество, почнувајќи од средношколците, наставниците, лекарите, студентите и така натаму, сите невладини организации и заклучно со меѓународниот фактор, вклучувајќи ги тука и 4 најголеми политички партии кои всушност се потписници на
договорот од Пржино и чија обврска е преку работните групи да се отстранат сите негативности од нашето општество според извештајот на Прибе. Јас ви тврдам дека наредните избори ќе бидат фер и демократски, дека можеби нема да се 100% од она што треба да е нормално, како што е во Финска, Шведска, Норвешка или во Словенија, ајде да не одам толку далеку, тие таму се друга планета. Меѓутоа, не треба да се заборави една работа. Можеби, кај дел од јавноста им изгледа нормално тоа што дали премиерот или председателот на ДПМН шета по селата и градовите и сече ленти, 9 години немало сечење или такви проекти, па сега наеднаш дојда, ама што е факт? Факт е дека на 20 ноември ќе се одредат министри кои ќе вршат контролна функција во владата. Факт е дека при крајот на годината господинот Груевски и владата ќе си поднесат оставка пред Собранието на Република Македонија и факт е дека од 15 јануар новата влада преодна ќе почне за формирање да работи за организирање на фер и демократски избори. Од 8 автентични барања што ги имаше опозицијата лани на 27 април и подоцна во февруар 2015 година, 6 барања се комплетно исполнети. Едино барањето за пописот, нели? И тоа што беше 6 до 9 месеци, сега е 100 дена пред заминување на Груевски и на владата пред изборите. Што значи сите услови се веќе ставени на хартија, остварувањето и имплементацијата на првите точки од договорот ни дава за право да веруваме и цврстно да сме убедени дека договорот ќе се испочитува и дека овој пат, внимавајте, не може во ВМРО ДПМН, не се сите како врхушката нивна таму, која злоупотребувала. Погрешно е да се каже дека таа партија е лоша или дека таму има, дека сите се такви. Не. На Македонија и се потребни сите политички партии, сите политички фактори кои влијаат врз нејзината иднина. Знаете што е во нормална држава многу нормално? Владиното мнозинство да поднесе интерпелација за владата. Дали тоа ви е сватливо во овој момент? А тоа се случува на секаде. Значи имате владино мнозинство, составено од, не знам, 15 партии. И сега 3 партии не се слагаат со некоја политика од владата. И му викаат на премиерот, не може ова вака, загрозување на... Ево, пример, Марина ќе се градела во Охрид со 20, не знам, места за 20 глисери. Ми го свртивте на Охридско Не е тоа Марина, тоа е кафа на Најзеро и сега тоа се користи како Марина. И сега зелените, например, кои се составен дел од владата, му вика на премиерот, ова не може вака, господине премиере, затоа што еколошки не е прифатливо, заштита на УНЕСКО е Охрид, не смеат да се загрозуваат природните културното наследство како што е тоа на Плавошник и така натаму, и владата ќе каже, ама ќе го направиме. И тогаш тие поднесуваат интерпелација. Па опозицијата се приклучува кон тоа. Тоа е нормална демократија. А не владата да ги строи таму сите коалициони партнери и да им кажува на парламентарците кои закони да ги гласаат и да штанцаат по 150 закони на седница. Значи, кога ќе почнеме да се враќаме по нормалните вредности... Дали ви овој принцип што го кажавте сега го практикувавте кога вие бевте на власт? Ова се прашање, не знам како да го разберам. Мислите на мене лично? Не, воопшто на вашата партија, кога бевте, кога имавте вие влада, значи, дали тоаш го практикувавте? Да се врши интерпелација од редовите на вашата партија? Значи, ние сега зборуваме за периодот до 2006 година. Јас ќе ве потсетам дека во 2005 година Република Македонија стана кандидат за членство во Европска унија. Дали знаете колку критериуми требаше да се исполнат за да добиеме кандидатски статус? Меѓу другото е и ова: нормални демократски вредности во нормална парламентарна демократија. Чим сме станале земја кандидат, значи сме ги исполниле сите услови по сите оние ставки 25. Зошто тогаш изгубивте? Каде изгубивме? На изборите. Ама нормално е да изгубите на избори. Кој вели дека нонстоп треба да се добива на избори? Секоја промена е здрава. Затоа што народот тогаш реши дека поважни му се некои други работи отколку што е членството во Европска унија. Затоа што народот реши довербата да ја даде на друга политичка партија. И што има тука чудно? Значи, ако сега даде повторно народот за ВМРО ДПМН да изгуби,
да дојде друга партија на власт, СДСМ. СДСМ ќе дојде на власт до година. Значи тоа е неспорно. Ако и по дојде сите... ВМРО ДПМН? Нема да дојде ВМРО ДПМН, меѓутоа ако дојде ВМРО ДПМН, треба да сме сигурни дека тоа е одраз на слободно изразена волја на граѓани, не дека се наместени. Во тоа е суштината. Значи, СДСМ не се бори за гола власт. Не влегува сега во преводна влада за да врши власт. Само за да обезбеди услови за фери демократски избори. Во моментот кога ќе дојдеме до тој степен, да си ја вратиме демократијата слободно и да сме сигурни дека е слободно изразена волја на граѓаните, ево вие кога ќе одите да гласате на вашето избирачко место, да не гледате 10 души од ДПМН, едниот седи таму заокружува, другиот нешто на телефон намуртен, па третиот бројт каој и сега гласачот е под притисок. Зошто така? Тоа треба да е еден чин на слободно изразување на сопствената волја. Значи, кон тоа се стремиме. Да не ви кажувам примери каде што во Шведска недела дена можете да гласате на компјутер, значи на терминал, било каде, на автобуска, каде што се поставени, на железничка, на продавница. И во меѓувреме, ако се препишманите, можете да си го повлечете гласот и после да гласате за другата политичка партија. А на денот на изборите не можете да го повлечете гласот. Значи, видите до кој степен на демократичност дошле. Нема таму вакви небулозни работи. Во 2006 година СДСМ ги изгуби изборите на фери демократски избори. Значи, ја изгуби власта, што е многу нормално. А ај сега јас да ве подсетам инаку и да ја разбиеме тезата што ја шират и пратениците, и другите членови на ВМРО ДПМН. СДСМ кога беше на власт, ова го упропасти, вие кога бевте на власт, хабре луѓе. 9 години е на власт ВМРО ДПМН. Одговорноста лежи на власта. Од 25 години независност, 17 години на власт е ВМРО ДПМН. Но треба да ги убедите граѓаните дека ќе бидете поинаку од она што сте биле. Точно. Значи, Со ова се слагаме апсолутно. Значи, мора да ги убедиме граѓаните дека сега во овој случај за прв пат не се работи за промена на една политичка партија со друга. Да сме начисто. Сега сон на секоја политичка партија да дојде на местото на ВМРО ДПМН и со вакви закони, со ваков систем да си владее. Па проект од 80 милиони евра, најавен, Скопје 2014, дека во 4 фискални години ќе биде спроведен, потрошија 580 милиони евра. 18 милиони евра за панорамско тркало, таму пациенти умираат заради немање помош. Значи, пазите, несватливи работи, нелогични работи. Зошто ни се тие споменици? Па не е Македонија, не треба да биде рај за умрените. Македонија треба да биде добро место за живење за живите. Каква ќе биде Македонија, ќе видиме, од нас мораме да почнеме да се менуваме во нашиот ментален склоп, да се менат работите. Јас дали тоа сме го направиле или не, ќе видиме напролет. Дека сме на добар пат, затоа што СДСМ е дел од нешто многу поголемо. Не е ВМРО да се замени со СДСМ. Не, туку ова лошо владе... Внимавајте, имате вие форум на прогресивни сили или како се вика на патриоти, слободумни патриоти во ВМРО да помане. Што имаме и како имате Лазаревик, имате значи, Мастришки, Хашки и така натаму. Значи тоа ќе видиме после изборите. И кај нив. И тоа е добро затоа што мораме пазите, председателот Заев рече, што е најосновно? Развластување на големите партии. Па дали не е тоа голем чекор, една радикална промена од она што секогаш било досега. Ако се развластат големите партии, ако им се каже дека не, ова и вака никогаш никој повеќе не сме да владее затоа што е штета на македонскиот народ, тога сме успеале да направиме нешто многу добро и за нашите граѓани и за нашата држава во целост. Реков и уште еднаш да се повторам, малку ви влегува во збор, ама во интерес на времето морам веќе да ја привршувам емисијата. Ако јас ви се извинувам, ама муабетов ни е многу така добар и ни лета времево, така што извините, јас ако малку имам јас малку мана што сакам да се Јас ви дадов простор, значи да се скажете, не сакам да бидам, значи сакам да бидам добар домакин, е така да се изразам. Добар соговорник може да е само ако домакинот е добар, така што исто сме. Ке видиме, реков, значи во април на 24-ти после изборите што ќе се случи и што на крајот на краиштата граѓаните и народот во Македонија ќе одлучи, кому ќе му ја даде довербата.
рековте, наброивте многу факти во кои што вие еве тврдите дека сте сигурен. И јас еве уште еден факт тука ќе додадам. Факт е дека после 24 април повторно ќе ве поканам во Лупа и ќе разговараме за се ова што сега го разговаравме, што од тоа се реализира. Факт е дека јас со задоволство ќе ја прифатам поканата и уште до 24 април ќе видите дека ќе се реализираат и имплементираат многу факти кои опозицијата уште од април минатата година ги стави на маса. Гледате дека тие факти што ги ставивме на маса веќе се дел од еден меѓународен договор кој има меѓународни гаранти, меѓутоа сепак најголем гарант е народот во Република Македонија, граѓаните на Македонија. Тоа е најбитното нешто. Најбитно е на 24 април следната година да победи демократијата и слободата. Не е битно кој ќе е на власт. Народот одлучува, тоа е на крај на денот кој ќе го води во наредните 4 години. И затоа што и според природните закони, и според физичките закони, и според законите на логиката, пантареј, значи се тече, се менува. Добро е да има промени. Промените се продуктивни и за животот, и за нашите судбини. Има уште еден факт. Факт е дека во последните 9 години 475.000 граѓани на Република Македонија се иселиле. Се иселиле затоа што им е добро, затоа што овдека се чувствувале и заработеле многу пари, отишле да шетат? Не, тргнале по подобра судбина. Тие факти кога ќе ги ставиме први, а оние факти за трошење на народни пари без контрола, на споменици, стиропори, фасади, огради од мостови и други разноразни глупости, панорамски тркала, која ќе ни бидат во втори или на краен план, на последен план, тогаш ќе разговараме за одговорна влада, тогаш ќе разговараме за одговорни парламентарци. Јас само сега можам да ви ветам дека мојот ангажман во парламентот ќе оди кон оваа насока кон која што зборувавме. Јас и во мојата партија можам да имам несогласувања и различни мислења. Тоа е разликата меѓу партијата на власт и партиите во опозиција. Ние имаме собствени мислења, разговараме, дебатираме и на крај доаѓаме до едно решение за кое што мислиме дека е во моментот најдобро. Не мора да е тоа лично мое мислење или да се сложувам со него. Меѓутоа, дебата мора да постои. И се надевам дека уште еден факт ќе се оствари, дека пред 24 април ќе имаме шанса, ќе се осмелат луѓето од власта да дојдат, па вака тет-а-тет како сега јас со вас, малку со нив да поразговараме, па лично да видиме кои проекти, било на локално, било на централно ниво, се добри и полезни за граѓаните и на Охрид и на Република Македонија. Има такви медиуми кои што би реализирале еден таков дуел. Значи не се сите во еден кош и не ги ставајте, ве молам, никогаш во истиот кош. Има и оние кои што се објективни и кои што сакаат реално да ги представуваат нештата. Чим сум јас тука овдека вечерва со вас, тоа е доказ дека е тоа така, само што уште малку да се охрабрат луѓето од власта, па да излезат вака малку на муабет со опозицијата, за луѓето сами да видат, сами да проценат која зборува вистината, а кој кажува флоскули, кој ги исполни ветувањата, како што тврдат, а не можеме да ги видиме проектите каде се. Значи, добро е луѓето кои ги представуваат граѓаните, било во парламентот на Република Македонија, било во советот на општините, било како извршна власт, влада, градоначалници и така натаму, добро е да почнат да чувствуваат одговорност за тоа што го работат, затоа што само одговорното работење, искреното и честното може да не направи нас како луѓе да видиме тие што сме. Јас сега можев во разговоров да ви се правам светец, меѓутоа еден ден ќе ме раскринкаат ако не сум тој што сум. Или во парламентот да бидам некој што не сум. Не. Јас сум одбрал да бидам тој што сум, со мојот капацитет, со мојава знаење, со мојава стручност, да придонесам кон она што се вика подобар живот. А знаете кој е основниот мотив? Основниот мотив тргнувам од моите деца. Не сакам да ми одат во странство. Не сакам цел живот да ги гледам на Skype. Не сакам да видат дел од тие 500.000 што заминуваат. Па луѓето, животите ги минуваат без собствените деца, затоа што државата мисли дека по-патриотски е да гради споменици и да фрла пари на фасади, стиропори и не знам, мермери што не се мермери, а не да создаде услови за
финансиски развој и за зголемување на стандардот на сопствените граѓани. Поголем патриотизам е да му овозможиш добар живот на граѓаните, отколку да се биеш гради и да мафта со знамење. Најдобро е нештата да не се расипат за да мора да се поправат, но еве сега се такви какви што се. Вие велите дека веќе го имаме допрено дното и дека вие ќе направите нешто за тоа да се вие како индивидуално и партијата и нормално за се она што се залагате како човек. Реков, пред фактите и боговите молчат, доколку е тоа така. Сите ќе признаат дека е така, доколку не е, тука сме ние повторно ќе дискутираме. Доколку не е, секој ќе си ја сноси одговорноста за тоа. А колективната меморија зло за арно. Така, колективната меморија никогаш не изневерила, памтат луѓето и добро и лошо. Благодарам. Јас сум убеден дека е така и убеден сум дека луѓето ќе се сетат, значи независно од тоа што власта преку владините мегафони нонстоп ги пере мозоците и ги труе со омраза, да речам, или со поделеност, постојат 1000 начини да го поделите народот. Меѓутоа, одговорна влада треба да ги најде начините да го сплоти народот. Тука е разликата помеѓу оваа власт и онаа што ќе дојде наредна, без оглед од која партија ќе биде. Ќе видиме. Благодарам за гостувањето во клуба. Благодарам и вам.